Почитувани, наместо неодложно, без никакво пролонгирање, да започне процедурата за набавка на лек за болните од цистична фиброза, кога е загрозено здравјето и животот на луѓето, одродената власт бараше изговори. Иако постојано е загрозено здравјето на овие пациенти, некадарната власт има игнорански однос кон нив и го крши уставно загарантираното право на пациентите. Сето тоа доведе до директна одговорност за згаснување на еден млад човечки живот. Од тука прашуваме. Прво, што ја спречуваше владата и зошто досега не е иницирана директна постапка од владата за набавка на лек, иако голготата на овие пациенти трае повеќе од 2 години? Второ, зошто 6 години не е направен ниту еден исчекор во однос на законските процедури, кои денес се наведуваат како главна причина за необезбедување на лек, иако процедурите во конкретниот случај и не се пречка за набавка на потребниот лек? Трето, како одеднаш владата ги обезбеди потребните средства, а 2 години ништо не правеше, освен што повторуваа дека лекот е прескап? Сепак има пари за вработување на неефикасна администрација, а денес главното оправдување е дека токму таа администрација е главната пречка и главна одговорна која што го блокирала набавувањето на лекот. За власта предводена од Димитар Ковачевски, поважни беа партиските математики и пазарења, со кои здравството го стави на продажба, а денес последиците ги гледаме сите. На последната владина седница, поважно беше да се изгласа отстапување на пералната на клинички центар на приватен оператор, приватизација на стерилизацијата, отколку изнаоѓање на средства за лекот за цистична фиброза. Повторно потенцираме. Недозволиво е лекот да биде поскап од човечки живот и наместо префрлање на одговорноста за вина од еден на друг, бараме владата да превземе колективна одговорност и да замине час поскоро. Потребни се оставки, а не оправдувања. Ви благодарам.